Твој извор тука од Бог е мирот. Fali, mala priga.
Негде ке те премолчат, негде ке те сокријат, гроб со гроба ке покријат. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извира. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Така е, дај ни знамец. Ајде. Така е, знаменицата горе може. Браво, дечки. Ајде, Карпош, патриотски Карпош. Благодарам. Може да те одречат, други да те предадат, може се што да измислат, ама џабе. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Ајде заедно. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Ти без мене, јас без тебе. Така е, македонци. Да сте живи и здрави. Сега ќе ве замолам за еден аплауз за мојата драга пријателка, пред сеа потоа и колешка, Сузана Спасовска, за вас во Карпош. Благодарам, Бојана, драга моја принцезо. Добра вечер, Карпош. Колку ли години живеам во Карпош? Многу. Прекрасен Карпош. А сега се надеваме ќе биде уште поубав во иднина. Ајде
Ајде една. Има една земја.
Dobro večer, Karpušani. Pokraj Egej Makedonci, pokraj Vardar Makedonci, i pod Pirin Makedonci, slavno ime nepokorno. O Makedonijo, jedno ime ima me, o duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Ajde, Karpo, zajedno! Jedno ime ima me, o duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, o duša da go nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Majko Makedonijo, balkanska ubavice, koji se rodil vo tebe i život dava za tebe. Jedno ime ima me, o duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, o duša tako nosi me, za tebe život dava me, o Makedonijo. Jedno ime ima me, o duša tako nosi me, za tebe život
за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се на Крушевската република. Гоце Делче Питугули, Даме Груев Сандански. Гоце Делче Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Добре дојдовте, пријатели. Добре дојдовте во местото каде што промената започнува. Ова е почетокот на една голема борба. Не борба за имиња, туку борба за твоето место. За улицата што ја чекате осветлена, за училиштето што го чекате обновено, за иднината што ја заслужувате. Нашата порака е едноставна. Ти веќе го знаеш одговорот. Кој остана со тебе кога беше најтешко? Кој не ветуваше празно, туку работеше? Кој е твојот човек? Твојот човек, твоето место за твојата иднина. Секој град има своја приказна. Секој мало има свој глас. Нашата приказна е испишана од луѓе што работат за својот град. Луѓе што се дел од оваа листа. Ова не е само листа на имиња. Ова е листа на доверба, на луѓе што не се кријат, на луѓе што секогаш се тука. Затоа денес ги представуваме кандидатите за советници во Советот на Општина Карпош. Игор Деспотовски, Јасмина Цветановска, Маријан Петрушевски, Александар Атанасовски, Оливера Кераманова Димовска, Ирена Цветановски, Елизавета Јамандиловска, Дајана Михајловска, Владко Ангелески, Олга Смилевска Спасова, Владимир Лукарев, Александра Миновска, Горан Илиевски, Лидија Водјанин, Владимир Спиров, Аца Станишева, Александар Петровски, Ана Цветановска, Филип Ивановски, Димитар Георгиевски, Елена Домика, Неделчо Крстевски, Давор Грче, Благица Цветановска, Предраг Станковски, Андријана Јакимовска Панчевска. И на крајот, носителот на листата, човекот кој ќе го предводи тимот во Советот. Да го поздравиме, Христо Саракинов. Секоја општина има свој човек. Човек кој не бега, не глуми, човек кој знае дека довербата се гради со работа. Тоа е човекот што ќе биде секојдневно со вас, на улицата, во училиштето, во малото. Вашиот кандидат за градоначалник на општина Карпош, Сотир Лукровски.
кај ќе биде. Почитуван премиер на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицковски. Почитуван вице-премиер господин Љупчо Димовски. Почитуван иден градоначалник на градот Скопје, господин Орце Георгиевски. Почитувани министри, почитувани пратеници, драги пријатели и карпошани. Вечерва ви се обраќам пред се лично како човек, татко, сопруг, пријател. Како ваш сосед, кој заедно со вас со години живее во Карпош. Ви се обраќам како човек кој секојдневно заедно со вас живее реален живот, обременет со реални проблеми, разочарувања и предизвици. На неколку стотини метри од тука, во соседното мало, ги раста моите деца. Ги воспитувам да бидат скромни, честни граѓани, да ја сакаат својата општина и да се грижат за неа како што се грижат и негуваат љубовта кон својот дом. Општина Карпош, незините улици, паркови, зеленила, инфраструктура се нашиот заеднички дом, нашето огниште кое мораме да го чуваме, обновуваме и надградуваме. Заедно секојдневно ги чекориме овие улици, седиме на нашите малски клупи, додуша оставени на забот на времето. Се вознемирувам и јас кога се движам во сообраќајниот метеж и секојдневно со дилемата каде ќе го паркирам мојот автомобил кога ќе дојдам пред зградата. Дополнителна фрустрација е бетонизација на мојата некогаш зелена општина, што денес во многу делови е претворена во монолитен бетонски пейзаж лишен од животот. Зошто живееме во ваква реалност? Бидејќи секој од вас е сведок на мизеријата што ја ставаат зад себе незавршени проекти, лажни ветувања и трошоци без никакви резултати. Улици започнати, но недовршени. Катни гаражи што останаа само на цртеж. Легализации што се вречат со години. Паркови претворени во депонии. Култура и спорт сведени на испод минимум. Тие што денес зборуваат за одбрана на Карпош, токму тие го оставаат во ваков хаос. Доста е од веќе видени ликови и бајати трикови. Од нив треба да го одбраниме Карпош. Вечерва јас не ви се обраќам како политичар, туку како човек, татко, сопруг, пријател, кој исто како и сите вие го живее секојдневието во Карпош. И тогаш си велам, доста е. Ваквиот Карпош не е нашиот Карпош. Карпош заслужува повеќе, заслужува ред, чистина, зеленило, безбедност и гордост. И затоа сум овде вечерва со вас и пред вас. Мојата одлука да се кандидирам не е партиска калкулација. Таа е човечка потреба. Да направам нешто за моите деца, за вашите деца, за нашата заедничка општина. И кога ВМРО ДПМН ми ја даде честа да бидам вашиот кандидат, не размислував долго. Ја прифатив честа, но со тоа и обврската. Бидејќи Карпош мора да се промени. И ќе се промени. Јас сум Сотир, човек од народот, човек од Карпош. Не сум од оние што седат во фотелја и бројат пари на домашни и странски сметки. Јас сум дете на 20 стечајци, човек кој работи, создава и се бори секој ден во реалниот живот. И затоа знам како се решаваат реалните проблеми. Во Карпош има каде да се паркираме, ќе изградиме нови паркинг места и катни гаражи со соларни панели. Ќе ставиме ред во сообраќајот, ќе воведеме еднонасочни улици, јасна сигнализација и вистинска безбедност за сите. Ќе ставиме крај на дивата урбанизација. Доста е со мафијашки сделки и бетонски пустини. Јас нема да бидам ничи партнер во инвестициите.
Ке формираме јавно предпријатие, Карпош план, со кое ќе воведеме ред во урбанизмот и ќе ги решиме илјадниците легализации транспарентно и честно. Заедно со вас сите граѓаните. Карпош мора да биде зелен, чист, уреден, постечките паркови да ги блеснеме. Ке се гордееме со новиот парк 1020. Ке спортуваме и ке се рекреираме во новата рекреативна зона Карпош Хајкинг Делта. Тротоарите мора да бидат безбедни, клупите ке ги обновиме, улиците да ни светнат. Ке создадеме подобри услови за најмладите, ке отвориме нови места во градинките, ке ги реновираме училиштата и воведеме редари во и надвор од нив. Ке воведеме униформи со печат на општината, символ на нашето заедништво и на нашата гордост. Карпош ќе живее со спорт и култура. Ќе поддржиме спортски клубови, ќе изградиме нови патеки, сали и забавен парк со картинг. Нашите мала ќе оживеат со концерти, улични настани, уметност на секое ќоше. Ќе ја вратиме општината во рацете на граѓаните. Нема повеќе затворени врати, нема повеќе политика на поединци. Секој ден ќе сум еден од вас. Секој ден ќе сум на терен меѓу вас, луѓето, меѓу народот, меѓу граѓаните на општина Карпош. Ќе дадам поддршка и за пензионерите, за лицата со попреченост, за секој карпошанец. Ќе ги обновиме фасадите, лифтовите, јавните простории. И што е најважно од се, локалната самоуправа нема да биде сама во реализацијата на мисијата и визијата за развојно ориентиран Карпош, каков што му доликува на современиот тренд на живење. За сите капитални проекти ќе имаме поддршката од централната власт, во која го имаме моторот на обновата на Македонија, нашиот карпошанец, председателот на владата професор доктор Христијан Мицкоски. Заеднички ќе реализираме големи и значени инвестиции и капитални проекти во нашата општина. Особено сакам да ја истакнам и соработката со град Скопје и со вистинскиот човек за град Скопје, Орце Ѓоргиевски, со кого најдоброто за Скопје допрва доаѓа. Драги мои карпошани, ова не се само избори. Ова е битка за нашето достоинство. Ова не е само политика. Ова е нашата љубов кон нашиот дом. Ова е битка на мојата генерација. Карпош, како што го заслужуваме сите. Да покажеме дека Карпош е жив, дека Карпош знае што сака и дека Карпош ќе победи. Да одиме сите заедно напред, за Карпош, за Скопје, за Македонија, за сите нас. Затоа ве повикувам, вас карпошани, да излезете на 19 октомври и да гласате за бројот 10, за твоето место со проекти, за вашата иднина, да го направите вистинскиот избор за Карпош. Да сте ми живи и здрави, да живее Карпош, да ни е вечна Република Македонија. И благодарам. Драги пријатели, Скопје е срцето на Македонија, а срцето мора да чука силно со луѓе што ја носат промената. Нашата листа за Советот на град Скопје е составена од честни и одговорни луѓе. Луѓе што ќе бидат секогаш со граѓаните. Луѓе што знаат дека Советот не е партија, туку служба за народот. Начело на таа листа е човек со искуство, човек со визија, човек што ќе биде гласот на скопјани во Советот. Да го поздравиме, носителот на листата за советници за град Скопје, Даме Димитровски.
Скопјани, драги карпошани. Најпрво да го поздравам председателот на владата на Република Македонија, професор Кристијан Мицковски. Да ги поздравам министрите во владата на Република Македонија, идните градоначалници на градот Скопје и на општина Карпош, советниците кои ќе управуваат со ова општина честно и транспарентно. Стојам денес пред вас не само како професор, туку како ваш сограѓанин, како човек кој го носи знаењето од катедрата помеѓу својот народ. Дозволете ми прво да се представам. Јас сум професор Даме Димитровски и како инженер ќе зборувам за решенија. Како татко ќе зборувам со грижа, а како сограѓанин и скопјанец морам да зборувам гласно за душата на нашата општина. Имаме план, имаме 9 темелни политики што се темелат на наука, на европски искуства и на практични решенија. Ова се 9 столбови во нашата платформа за Советот на градот Скопје. Чист воздух, чист град, модерен превоз, јавни простори, велосипеди и мобилност, безбеден сообраќај, култура, иновации и најважно честно управување со Советот на градот. И ова не се само зборови на хартија, ова се нашите работни задачи за следните 4 години. Го паметам Карпош, символ на урбаниот живот, срцето на модерно Скопје, општина со свој дух, со свој идентитет, но денес тој дух е загрозен. Нашите маала се гушат во бетон и тоа не е развој. Тоа е урбанизам кој што ги заборавил потребите на човекот. Ајде да замислиме еден друг Карпош, Карпош кој повторно диши. Да замислиме безбедни зелени катчиња меѓу зградите. Места со клупи, каде соседите прават муабет помеѓу себе. Каде децата играат безгрижно. И тоа не е сон, тоа е нашата цел. Постојаната бучава и сообраќај ни го крадат мирот. Нашите домови престануваат да бидат место за одмор. Квалитетот на живот опаѓа и тука. А сега замислете го спокојот, замислете хумани улици направени за луѓето, не само за автомобилите. Замислете да можете да го отворите прозорецот навечер и да уживате во тишина. Да го вратиме мирот во нашите домови, да го вратиме достоинството на нашето секојдневие. Мора да обезбедиме жив Карпош и добра културна сцена, но во рамнотежа, со град кој што живее во ред. Духот на Карпош, некогаш мотор на градската култура, денес е заспан. Нашата младина тука во Карпош има огромен талент, но нема простор каде да го изрази. Ќе подсетам, во овие мала се изродија и Лепи Сол, и Архангел, и Бернајц пропаганда, и легендите на драмски, сите наши, а светски ликови. И сега замислете таа енергија повторно ослободена. Замислете младински центри во секое мало. Простори кои што инспирираат. Каде еден млад бенд може да вежба, каде еден уметник може да твори, каде секоја идеја може да стане реалност. Но нема само да очекуваме од младите, ќе вложуваме во нив. Пријатели, нашата визија е јасна. Визија за хуман развој, визија за Карпош со човечки лик. Ние се залагаме со урбанизам кој го слуша гласот на граѓаните, а не шепотот на приватниот интерес. Планирање кој го чува тоа што го имаме и паметно го развива тоа што ни треба. Ова не е борба против некого, ова е борба за нешто, борба за Карпош во кој што веруваме, борба за градот Скопје со кој што сакаме да се гордееме. Да им оставиме на нашите деца општина со душа, а не само збир на згради. Ве повикувам заедно да го вратиме сејот на Карпош. Карпош и градот кој што ги сакаме нема да ни ги дадат на подарок. За нив мора сами да се бориме, сами да работиме. За Скопје какво што го сакаме и за Карпош какво што го сакаме. Ве повикувам заедно да славиме на 19 за победата на Орце, за победата на Сотир и за победите на листите на ВМРО. Ви благодарам. Драги пријатели, Скопје е нашиот најголем град. Скопје е лицето на Македонија. И Скопје мора да има лидер што прво е човек, а потоа градоначалник. Тоа е човекот кој досега ја водеше Киселавода. Човекот што покажа со работа, а не со зборови. Човекот што ја заслужи довербата на граѓаните. Тој верува дека градоначалникот не е функција, туку служба за народот.
Тој верува дека Скопје мора да биде чисто, безбедно и современо. Тој верува дека промената е можна и може да се направи. Вашиот кандидат за градоначалник на Скопје, Орце Ѓорѓиевски. Драги пријатели, почитувани карпошани, како ми стои работата денеска, Карпош е спремен за промени. Почитувам председателя на владата на Република Македонија, професор доктор Христијан Мицкоски. Почитуван, после гледкава ќе кажам, иден градоначалник на општина Карпош, Сотир Лукровски. Почитувани министри, заменици министри, драги пратеници и ценети присутни. Јас бидејќи имате простор често да не гледате изминатиот период на јавните настапи, ќе бидам денеска многу прецизен овде во Карпош. Мене добро ме познавате како 4 годишен градоначалник на општина Кисела Вода. И знаете колку цврсто и колку силно се борев за моите сограѓани таму. Дали станува збор за хигиената, дали станува збор за парковите, дали станува збор против бетонизацијата да се застане позади граѓаните или за реализација на било кој проект. Ја начекав општината во слична состојба каква што е градот денес, руинирана од секој аспект. Беше мачно, беше пеколно тешко, но благодарение на председателот на владата и поддршката негова успеавме за 4 години да изградиме општина која што е една од најуспешните општини во државата. Истото, драги мои сограѓани, ви го ветувам и за градот Скопје. Со силна поддршка на владата ќе успееме за 4 години целосно да го обновиме овој целосно руиниран систем во кој што живееме денес. Кога ја работевме програмата заедно со вас, имаше доста идеи и предлози од нашите сограѓани овде во Карпош. Но она што најмногу го приметив кај нив беше тоа дека се изморени со години некој да ги лаже и да им ветува напразно. Тоа напразно ветување е поврзано и со мостот на Љубљанска, кој што сакам да ветам денеска пред сите, дека за 6 месеци откако ќе станам градоначалник на градот Скопје, конечно ќе биде ставен во функција и ќе биде конечно растеретено тоа сообраќајно тесно грло. Исто кога сме кај повеќе децениските лаги, сакам да споменам и клучката кај Момин поток. Знаете дека повеќе децении народот не може слободно да движи таму затоа што некој едноставно не е заинтересиран да ги реши проблемите на граѓаните. И таму ќе имаме сериозен акцент и за многу скоро и клучката кај Момин поток ќе биде довршена. Кога сме кај проектите за Карпош, сакам да го истакнам и мега паркот кај Лепенец или Тони што ви кажал добро познатиот 10-20. Тоа беше барање од сите граѓани, но најмногу го бараа Тони и Сотир, така да во првите 6 месеци ќе започнеме со изградба на овој мегапарк на 300.000 квадрати, каде што сите карпошани ќе можат да се рекреираат со своите семејства. За крај на проектите, почитувани, би го споменал проблемот кој што е сериозен во Карпош и алармантен, а тоа е проблемот со паркирањето. Одредивме на неколку позиции и да бидете цврсто убедени дека во наредните 4 години постоечките паркинзи ќе бидат целосно реорганизирани, ќе се воведе зонско паркирање, но и ќе поставиме нови монтажни гаражи за да го средиме и хаосот со паркирањето. Јас во наредните 4 години ви ветувам рамномерен развој низ целото Скопје. Знам дека Карпош изминативе години е една од општините кои што се запоставени. Но јас сум тука да ги променам состојбите заедно со Сотир. Со поддршка каква што никогаш немале општините, а ја дава председателот на владата. Верувам дека Карпош конечно ќе блесне, исто како што ќе блесне и нашиот град после овие избори. Сакам да ве замолам за искрена поддршка
и работата да ја завршиме заеднички во првиот круг. Преморен е народот со години да чека по автобуските. Доаѓа зимно време. Мораме навреме да се организираме за да имаме нормален транспорт. Се претворивме изминативе години во депонија. За сите тие процеси нема народот повеќе време за губење. Затоа ве замолувам искрено и од срце. На 19 да излеземе референдумски, најмасовно споредбено со било кога во минатото и да дадеме силна поддршка за советничките листи на градот Скопје, советничката листа на општина Карпош, за Сотир за нов градоначалник во Карпош и ја барам вашата поддршка за мене за да го водам овој град. Јас нема да бидам човек кој што од канцеларија ќе ги решава проблемите. Јас ќе бидам постојано во секој мало, во секоја населба, во секоја општина. Ке имате пред се човек на кој што ќе можете да се подпрете во секој време. Ви благодарам и да сте ми живи и здрави. Секој голем момент има свој лидер. Секоја борба има свој предводник. Секоја промена има човек што ја носи напред. Нашата борба има човек што стои со народот. Човек што не се плаши од вистината. Човек што остана кога беше најтешко. Тој човек ја носи надежта. Тој човек ја претвора надежта во дело. Тој човек е нашиот избор и нашата сила. Лидерот на ВМРО ДПМН е господин Христијан Мицкоски. Добро вечер, Карпош. Благодарам. Добро вечер, Карпош. Почитувани граѓани на Карпош, драги соседи, пријатели. Се наоѓаме скоро на половина од изборната кампања за локалните избори, кои за различни луѓе имаат различно значење. За некои се борба за спас на својата политичка кариера, за некои се борба за опстанок на лидерската позиција, за некои се обид за предизвикување на предвремени избори и враќање на власт. За нас пак и за граѓаните се избори за нешто далеку поважно и посвет од тоа. Овие избори за нас се битка за подобрување на реалноста, битка за заслужување на вашата доверба, битка за да продолжиме по патот напред, по патот на промените кои ги започнавме и кои доправа ќе се случуваат. Ние сакаме држава кај што има ред и кај што политичаните се вреднуваат не по тоа кој ќе каже најдобра вратка во кампања, не кој ќе направи некоја интрига или трик, некој понзевен пакт или дил, туку по тоа што го направиле и што ќе направат преку нивната визија, мотивираност и волја. Морам да признам дека ова локална кампања видов исклучително многу мотивирани луѓе како кандидатите на ВМРО ДПМН и коалицијата. Мотивирани да ви докажеме дека заедно сме на вистинскиот пат и дека ние како луѓе со нашите мани и доблести сме на вистина тој вистински избор. Сите ние сме од крв и месо. И не велам дека сме совршени, но знам дека имаме силна волја и желба, мотив да направиме многу добри дела. Да помагаме, да создаваме проекти, иднина, да работиме и да бидеме од ваша полза и за ваша добробит. Морам искрено да признаам дека за време на оваа кампања имам помалку помешани чувства. Тие чувства се дел од моето секојдневие, уште кога пред 15 на месеци ја составивме владата. Но оваа кампања како да ги засиле тие помешани чувства? Тоа е чувството на загриженост за многуте наталожени проблеми со кои што се соочуваме, кои пак се дел од еден
со децении запуштен систем, што е полн со дупки и неодговорни дејанија и личности од една страна, но заради и неможноста на другите политички актери да се отргнат од дневната политика и да се обидат да видат дека сите тие како политичари се дел од тој ист проблем од друга страна. Но имаме и чувство на одгомна одговорност за довербата која нам ни е дадена. Затоа што сум свесен дека се потребни резултати и одлучност во повеќе полења и дека не сме никој да бара изговори за состојбите кои ги наследивме. Затоа што, иако испадна состојбата да е многу посложена од тоа кој што го мислевме пред изборите, буквално наследивме држава пред банкрот, држава со урнисани институции. Сепак, не беше наша работа да тажиме и да жалиме, туку да работиме и да испорачаме резултати. Кој не може на тој пат да помогне, треба веднаш да се откаже. Но кога го гледам жарот на луѓето со кои што се среќавам на улица, како ми пристапуваат и како ми укажуваат дека надежта во нив е силна и оптимизмот ги води, но и жарот и мотивацијата кај нашите кандидати, тогаш сум свесен дека успехот е неминовен и дека резултатите се возможни и задолжителни и тоа што поскоро. Од тука во овој контекст сакам од тука од Карпош, од нашиот Карпош, каде што сме растеле, каде што сме созревале, сме се бореле, сме се надевале, сме сакале, сме создавале амбиции и соништа, сакам да најавам силна и одлучна борба против корупцијата и секој што ќе прави обструкции или ќе отежнува значи дека е сојузник на криминалот и ќе се справиме и со него и со таа длабока држава на испреплетени криминалци и политичари. Тука не зборувам за анархично и осветничко однесување. Такво нешто од мене нема да видите, ниту пак мојот карактер како човек е таков. Туку за воспоставување на ред и силен удар врз организираниот криминал во државата. Посебно врз криминалот на оние со бели крагни и кошули, заради чие богатство измами државата е послаба, а народот посиромашен. И она кое го говориме дека не се можни брзи промени преку ноќ, тоа е вистината. И секој кој е свесен и кој знае што наследивме, ќе се согласи со тоа. Но тоа истовремено не е алиби, туку наш огромен мотив да промениме и да ги изградиме делата чии темели се веќе поставени. Инаку кога гледам како не критикуваат овие од опозицијата и кое лицемерие го покажуваат и несвесно за состојбите по масакрот што го ставија зад себе, ми доаѓа да ги прашам дали се при здрав разум. На сите истражувања, здравството е во топ 3 проблеми на државата. Сетете се кој беше министер во претходната влада и еден од највлијателните и најлојалните измеќари на претходниот председател на СДСМ. Сега тој зборува дека се борел против криминалот. Зарем некој во оваа држава верува дека може СДСМ да бидат патриоти и да се борат против криминалот? Тоа е толку лудо што е неверојатно. Затоа си велам што зборуваат овие луѓе, па само до пред 15 месеци беа власт истите тие. Но како и да е, тој е нивен проблем и тоа ќе го оставиме во нивната илузија и во нивната фантазија. Само ќе споменам, ако помните кога ветува воздух во аеродром, па аеро ги слушавме, од тој аеро нити аеро видовме, нити бутур. Се сеќавате кога ветува живот за сите, сега овој новиот председател на СДСМ ветува среќа за сите. Од живот за сите, сега предавме сите ќе направеле среќни. Но како и да е, тука сме во Карпош, каде граѓаните се соочуваат со еден феномен на киднапирање на општината за лични интереси и криење за функцијата, затоа што без функција тој човек таму во општината е никој и ништо. Но внимавајте, има една замка голема која што се обидуваат да ја подготват, а пред неколку дена тајно во седиштето на СДСМ овој
кандидатов и актуелен градоначалник во Карпош, заедно со председателот на СДСМ, мислеле, премерувале како да обезбедат 2000 гласа за него од СДСМ, да ја пуштат нивнава кандидатка низ вода, а тој да влезел во вториот круг. Но тука има две непознати во оваа равенка. Јас сум прилично добар во математика. Па првата непозната е тоа што народот не е обичен квантум на гласови. Не е тоа вреќа, па ќе купите, ќе претурите, туку тоа се луѓе со судбина, суднина, со предизвици, со живот. И тоа се семејства со мечти, амбиции, кои знаат, кои критично гледаат на работите и оценуваат. Посебно затоа што анкетите се така јасни. Дури и од Горни Милановац да донесат гласачи, каде еден македонски политичар имал кариера во минатото, повторно нема да им успее. Преку 65% на карпошани велат дека актуелниот градоначалник не заслужува реизбор. А според последните мерења на јавното мислење, убедлив фаворит за иден градоначалник во општина Карпош е токму Сотир Лукровски, тоа уште во првиот круг, многу малку фали. Орце Георгиевски, многу малку фали за првиот круг да биде градоначалник на Скопје, а Сотир Лукровски да биде градоначалник на Карпош уште првиот круг. Јас го познавам тој човек многу добро. Сотир е човек чиј живот поминал во борба и низ предизвици полни со екзистенцијални аспекти, има срце како планина. Памтите ми го зборот и ќе видите во периодот кој следи. На него може да се подпрете кога имате проблем, со него може да разговарате и да ве разбере и да ви помогне. За него суетата е туѓа, тој се слушува, знае да одбере одличен тим и што е најважно, знае да испорача резултат. На него може да сметате кога Карпош ќе е во опасност од лоши намери на разноразни бизнес интереси, но и да знаете дека тој е подготвен да оди и против блиски, ако неговите принципи се доведени под прашање или ако Карпош и граѓаните не се согласуваат со нешто. Тоа е Сотир Лукровски, чиј најголем проблем оваа кампања му е што бил мој другар и за кого не може ништо лошо да кажат, освен да измислуваат. Епа, почитуван Сотир, оваа кампања како кандидат за прв пат вако одблиску ја гледаш и прљавата страна на политиката. Јас тоа го искусив многу одамна, низ еден тежок пат на проблеми и предизвици, во кои ти беше покрај мене, кога ме нарекуваа со најлоши зборови, кога ми ја саботираа партијата и днината, кога ми лепеа разноразни глупости и етикети, те Мицко, те Хидро, те Антиеу, те кој знае со што све не ме нарекуваа. Го преживеавме тоа и ги победивме. Но сега ти директно го гледаш тоа. Знам дека твоја желба е да ја исчистиш политиката од калта и бахатоста и во тоа секогаш ќе имаш мојата подршка. Ја знам твојата волја, ја знам твојата мотивација и знам дека ќе успееш. Знам дека заедно ќе успееме. Рамо до рамо, сите како еден со граѓаните на Карпош. Каде новата енергија ќе се чувствува од првиот ден, а промените ќе вратат надежта и оптимизмот и вербата дека можело подобро. Тоа се оние верба и надеж кои се губат низ политичките препирки, но повторно живуваат низ делата и проектите за добро на граѓаните. Дела кои мора да ги создадеме за граѓаните и иднина која мора да изградиме за сите семејства кои што одлучија својата иднина да ја градат тука, токму во Карпош, во Македонија. Сакам да испратам порака до другите кандидати во Карпош. Карпош и сите ние сметаме на вас. Само ни соработка и заеднички идеи за доброто на Карпош може да успееме. Знам дека заедно ќе успееме. И Сотир, и Орце, убеден сум дека ќе бидат фантастичен тим за градот Скопје и за Карпошани. Орце го познавам уште од времето кога беше подпредседател на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН, повеќе од деценија и половина.
Многу работи поминавме заедно, многу предизвици совладавме заедно, имаше и падови, имаше и подеми, имаше и порази, имаше и победи, впрочем таков е животот. Но знам едно, дека се докажа кога можеби најмалку веруваа, но такви сме ние од ВМРО-ДПМН, кога мислат дека не уништиле, ние тога се креваме и ги победуваме сите и повторно сме поголеми од сите. Орце тоа го покажа во неговата кисела вода, кога буквално од банкротирана општина направи општина гигант и апсолутно со својата посветена работа во кисела вода ја заслужи оваа кандидатура, а јас сум убеден дека на 19 октомври ќе ги кренам двете победнички раце и на Орце и на Сотир, и за град Скопје и за општина Карпош. Верувам во Орце и поддршката за Орце е поддршка за Скопје која функционира, затоа што денес во Скопје не функционираат основните елементи на градот. А првата задача на новиот градоначалник ќе биде токму тоа, да го исчисти, да го измете Скопје од сметот кој што сите ние го гледаме секојдневно. Не е само тоа, мислам, тука треба да покаже и мора да покаже уште многу работи, но најпрви нова да го направи. Затоа, драги пријатели карпошани и останатите кои што од скопските населби и другите општини дојдат, гласајте и за советничката листа на град Скопје. Таму има искрени, честни луѓе, со даме да речеме, кој што е носител на листава, се знаеме од факултет, заедно работиме, он е додушам не толку многу, но помлад колега, но исклучително перспективен и знам дека со својот капацитет ќе направи многу и за Скопје и за скопјани, ќе придонесе во советничката листа на градот Скопје. Гласајте за листата и не дозволувајте вашите гласови да станат неупотребливи доколку ги потрошите на некој кој знаете дека ќе изигра вашата доверба. Затоа на 19 октомври ве повикувам да го заокружите бројот 9. За вас, за вашето семејство, за твоето место, за твојот човек, за нашата заедничка иднина. Драги пријатели, оваа вечер ви велам, изборот е наш. И тој избор ќе одреди иднината. Не се плашете од предизвиците. Не се двоумете пред лагите, затоа што нашата сила е во тоа што сме исправни, честни и што знаеме да се бориме за тоа во кое што веруваме. Заедно да ја напишеме новата приказна на нашата татковина. Да изградиме иднина за која ќе бидеме сите заедно горди. Да покажеме дека кога сме обединети никој не може да не сопре. Затоа вечерва од ово место со силата на народот, со верба во Бога и во иднината, со љубов кон Македонија, ве замолувам на 19 октомври да излеземе масовно како никогаш досега, да го заокружиме бројот 9. Затоа што многу малку ни фали на 19 октомври и Сотир и Орце да бидат новите градоначалници на градот Скопје и општина Карпош. Да заокружиме за победничките листи на ВМРО-ДПМН и коалицијата во градот Скопје и во општина Карпош. Многу е важно двајцата градоначалници, нови градоначалници и во градот Скопје и во Карпош да имаат сигурно и стабилно мнозинство во Советот. Да може владините проекти да ги реализираме за доброто на Скопје и Карпоша. Драги пријатели, ве повикувам да го направиме заедно вистинскиот избор. За вашиот човек, за вашето место, за нашата заедничка иднина. Да сте ми живи и здрави, а ние вечерни векови Карпош и Скопје и Бог да ни ја благослови нашата Македонија. Ви благодарам.